Започнуваме со вестите на телевизија КИС Именада. Последниот случај со група на интернет во која се споделувале фотографии и видео од девојчиња со контроверзни содржини ја вознемири јавноста. Стручните лица предупредуваат дека родителите мора да бидат во тек со интернет активностите на нивните деца. Родителите мора да бидат во тек со интернет активностите на децата и отворената комуникација на релација родител-тинеџер треба да се стави на прво место, советуваат стручните лица по случајот со затворената интернет група Јавна соба, која вознемири јавноста. Во денешното модерно време, социјалните мрежи ги отуѓуваат децата од семејствата, што резултира со сериозни последици и несакани дејства. Децата добиваат многу намалено внимание од сопствените родители и се чувствуваат како помалку вредни во одредени ситуации, во одредени моменти. И всушност тоа е причината што уште повеќе некако се наметнува таа комуникација да биде доверување, изразување на емоциите со некој виртуелен пријател, бидејќи не може да се реализира секогаш во домашните услови каде што би требало. Министерот за јавна администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски вели дека злоупотребата во интернет просторот може да се намали преку соработки и размена на информации меѓу самите институции. За сега сајбер криминалот се контролира преку Националниот совет за сајбер безбедност, потенцира Манчевски. Секакви софтвери може да имаме, секаква машина, хардвер и така. Основна работа во делот на сајбер безбедноста е меѓусебна размена на информации помеѓу институциите, но не само помеѓу институциите, туку и помеѓу оние кои што ќе увидат дека нешто се случува да го пријават. Инаку во групата Јавна соба се споделува интимни фотографии на претежно малолетни девојчиња преку апликацијата Телеграм. Од Министерството за труд и социјална политика апелираат родителите чии што девојчиња биле злоупотребени да ги пријават случаите во центрите за социјална работа. Во Скопје и во Тетово на сила стапуваат препораките и мерките за заштита од загадувањето на воздухот. Стапуваат во сила препораките и мерките за справување со високите стапки на загадување на амбиенталниот воздух во Скопје и во Тетово. Согласно препораките од владата, сите правни субјекти, односно работодавци, се препорачува да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, хронично болните лица, како и да го реорганизираат работното време и лицата кои работат на отворено, да работат од 11 до 17 часот. Исто така се препорачува да не се организираат спортски надпревари и други културни манифестации на отворено и да се намали употребата на возила. Препораките на владата се однесуваат и до министерствата и институциите засегнати со оваа проблематика за поголема ангажираност за намалување на аерозагадувањето. Единиците на локалните самоуправи се должни да ги спроведат мерките пропишани во краткорочните планови или краткорочните мерки донесени на советите на општините. Мерките стапуваат во сила откако во текот на 2 последователни дена на мерните места во Скопје и во Тетово е надминат прагот од 175 микрограми на метар кубен воздух на алармирање за PM10 честички, согласно добиените податоци од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи. Среднодневните концентрации на PM10 честичките, измерени на 25 јануари во Тетово, изнесуваат 188,24 микрограми на кубен метар, додека на 26 јануари изнесувале 185,05 микрограми на кубен метар. Немањето на снежна покривка не влијае негативно врз земјоделските површини, се додека немаме поларни температури, велат од Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието. Од агенцијата велат дека снежната покривка во секој случај е погодна за поголема влажност на земјата, но и заштита од ниските температури кои за среќа ги немаме. Од друга страна, сепак недостатокот на влага може да се осети во понатамошниот развој на земјоделските култури, посебно за житните есенски култури. Кога зборуваме општо за земјоделието, треба да кажеме дека во овој период кај овошите култури е фаза на мирување. Овошите култури исто така
не страдаат или немаат последици од ваквата временска ситуација и самата температура погодува, но од друга страна може само да дојде до заштита, односно самите штетни организми да не угинат, затоа што знаеме дека тие исто така се заштитени во корите на растението и чекаат да дојдат потопли времени и да се развијат. Ние знаеме кога имаме ниски температури, тие ги уништуваат делумно, а потоа со одредена заштита и самиот овоштар, односно земјоделец, врши интервенција во уништувањето на штетните организми. Петрески вели дека овој период е погоден за подготовките на земјоделците во пресред на пролетната сеидба, но и аплицирање во ИПАРД програмата. Земјоделците во овој период да го искористат е тоа да не посетат нас како агенција тука, да се интересираат на време, затоа што често пати се интересираат за програмите на Министерството по однос на рурален развој и ИПАРД програмата, но кога се објавуваат огласите, повиците за овие програми, често пати се неспремни по однос на и административните работи што треба да ги направат и по однос на она за што би сакале да конкурираат. Истакна Петрески. Во периодот што следи се очекува да се објави мерката 1 од ИПАРД програмата за модернизација на земјоделските стопанства. Младиот гостиварец Александар Радичевски има интересно хоби – собирање на камчиња. Неговата колекција е богата и секојдневно се надополнува со ново делче од природата. Освен тоа, изработува ракотворби од природни материјали, а се занимава и со фотографија. Динамичното темпо на денешницата го прави живеењето стресно и турбулентно. Секој човек бара свој начин да си ги наполни батериите и нахрани душата, надвор од вообичаените обврски. Младиот гостиварец Александар Радичевски тоа го прави преку интересно хоби – собирање на камчиња. Неговата колекција е богата и секојдневно се надополнува со ново делче од природата. Во 10.000 камчиња, па и повеќе како што кажавте, и како знам дека се повеќе од 500, ако не и 1000 камчиња кои што и како се издвојуваат и се рангирани во мојата колекција како чудни и уникатни. Камчињата не секогаш остануваат во колекцијата. Креативниот гостиварец од нив, како и од цветови, лисја и други природни материјали што ги собира, изработува ракотворби. Со оглед дека станува збор за миниатурни елементи, нивното создавање бара многу посветеност, големо внимание и трпение. Од истите камчиња правам тема, било цвет, било пейсаж, било природа, било деца и многу други разни теми, така што сите тие камчиња од кои што ги имам, ги вметнувам во самата декорација, која што може да се види како изгледа. Кога сме веќе кај посветеноста на самите декоративни рачно изработени слики од камчиња, премногу бараат време, премногу бараат посветеност. Можам да кажам, џабе се има камчиња, убави или како год да е, доколку се нема идеја и обратно. Значи, тие две работи мора да бидат вклопени една со друга. 33 годишниот Александар аматерски се занимава и со фотографија. Досега во родниот Гостивар реализираше 2 самостојни изложби на фотографии и ракотворби. Со своји дела учествувал на повеќе фестивали и групни изложби во земјава. Приведени неколку лица, кражба и каснување од кучиња, бележи денешниот полициски билтен на СВР Тетово. 28-годишникот Гостиварски Балиндол вчера бил лишен од слобода затоа што навредувал и омаловажувал полициски службеници, додека преземале службени дејствија на улица Илинденска во Гостивар. Вчера приведен бил и 35-годишен жител на Теново, кој во алкохолизирана состојба го нарушил јавниот ред и мир во и надвор од угостителски објект на улица Илинденска во Тетово.
Против двете приведени лица по целосното расчистување на случаите ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. Од полицијата информираат и за кражба на бакарни олуци во дворот на Ире џамијата на улица 213 во Тетово, случај на ноќта помеѓу 26 и 27 јануари. Вчера се регистрирани и 2 случаи на каснување од куче бездомник. 21-годишникот Порој куче го каснало на улица Маршал Тито во Тетово, додека 66-годишник во неговиот дом во Трница, кога се обидел да го избрка кучето од просторијата во која претходно влегло. Две години во нашиот град успешно функционира фудбалската школа Фиткит, која е под капата на Академија Пандев од Струмица. Во школата членуваат и тренираат стотина деца од Тетово и Тетовско. Фудбалската школа Фиткит од Тетово веќе 2 години работи со најмладите фудбалери од нашиот град. Под раководство на тренерите Перица Тарпевски, кој воедно е председател и основаш на клубот, како и Борче Јовановски, во школата тренираат околу 100 деца на возраст до 15 години. Фудбалската школа, која постои под капата на Академија Пандев од Струмица, веќе е регистрирана како фудбалски клуб во Фудбалската федерација на Македонија и од оваа сезона за прв пат се надпреварува во регионалната лига Полок. Во оваа лига настапуваат деца родени 2005 година и помлади, додека оние најмладите се надпреваруваат во детската лига на ФФМ. Фиткит Тетово е под покровителство на Академија Пандев. Значи, веќе 2 цели години постои како клуб, формиран е на 26 септември 2017. Во моментов број некаде 90 до 100 дечиња во различни генерации, од некаде 2005 до 2013 година родени, и сите значи се уклучени во тренажниот процес, поделени по категории и практикуваат тренинзи. Во кои надпреварувања се надпреваруваат децата? Петлиња 2005 година и ФФМ Западен регион 2007 генерација и 2009 генерација. Школата во претходниот период настапуваше на 2 силни турнири во Куманово и Струмица, додека следна активност ќе биде настап на силен меѓународен турнир во Охрид, на кој ќе настапат и најквалитетните екипи од просторите на поранешна Југославија. На програмата на телевизија Кис Именада денес во 18 часот ќе емитуваме репортажа од прославата на празникот Водици во тетовските села Стенча и Теново, а репризно утре во 11 часот. Останатите репортажи ќе ги емитуваме во деновите што следат. Како што се шири смртоносниот коронавирус кој има слични симптоми како грипот и може да се пренесува директно меѓу луѓето, така се интензивираат напорите за изнаоѓање лекој ќе се справи со него. Професорката од Северозападниот универзитет Карла Сачел е еден од научниците широм светот која е вклучена во тоа. Таа води тим на научници кои испитуваат структурата на коронавирусот за да разберат како да спречат да се реплицира во човечките клетки. What's scary to me about the new coronavirus is anytime you have something new, you just have many unknowns. And we don't know how fast this is going to spread, and we don't know how infectious is going to be if it were to spread worldwide. Сачел и незиниот тим ја мапираат структурата на некои од 28-те протеини во вирусот, за да видат каде лековите може да бидат ефикасни во, како што вели, машинеријата на вирусот. What makes coronavirus a particular challenge is that, like all viruses, it has a capacity to change. And so, as what we know about related viruses, such as SARS, doesn't always tell us exactly how to treat or prevent illnesses in people who might contract this particular coronavirus. Протеините од коронавирусот се од 70 до 90% идентични со оние во SARS-от. Тежок акутен респираторен синдром, кој пред 17 години се појави во Кина. Сачел вака ја објаснува појавата на вирусот и како тоа може да се спречи. The machinery that makes up the viral particles has many different functions. And so a great example would be if you were a factory, you might have many different kinds of machines that would be used to produce, for example, a car. And if you can block those machines from functioning, you could block a car from being assembled. A virus works the same way.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!